Денесната пресконференција е посветена на делот од програмата Проверено, кој што се однесува на малите и средни предпријатија, кои што предвидуваме да бидат главен фокус во годините кои што доаѓаат и во градот Охрид и во Република Македонија. Во таа насока би сакал да ги презентирам основните проекти кои што ги планираме за следниот период. Прва работа која што би сакал да ја презентираме дека после подолготрајна дебата која што имавме во рамки на политичката партија ВМРО-ДПМН, но и во рамки на експертските кругови кои што работеа на оваа програма, утврдивме дека е потребна целосна промена на инспекцијскиот систем и системот на глоби, односно казни кои што го имаме во Република Македонија. За таа цел со закон кој што се донесе во Собранието на Република Македонија се формираше така наречен инспекцијски совет на Република Македонија кој што ги обединува сите инспекции во Република Македонија со цел да имаат координација од едно тело, но во исто време да бидат контролирани оние кои што работат во овие служби, кои што еднаш годишно ќе бидат подложни на оценка и на полагање на тестови кои што ќе треба да ги поминат, а во исто време да не се случува да има злоупотреба на положбата која што има, заради тоа што утврдивме од контактите со граѓаните и со стопанствениците дека многу често добрите закони кои што ги носиме со добра намера лошо се спроведуваат на терен, односно во пракса. Во таа насока утврдивме потреба дека треба да имаме целосна промена на казнената политика во Република Македонија и доколку успееме да обезбедиме двотретинско мнозинство во Собранието, заради тоа што се работи за системски закон, планираме да воведеме степенесто казнување на економските субјекти со цел од една страна да го почитуваат законот, а од друга страна да не се случи казните да го невозможат понатамошното работење на субјектот, односно оваа казнена политика ќе биде согласно економската состојба во која што се наоѓа субјектот, неговата големина, оборот на средства вработени и така натака. Во исто време би сакал да потенцирам дека наша основна цел е инспекцијските служби да немаат работа, односно наша желба е законите целосно да се почитуваат и доколку можеме да дојдеме во една идеална ситуација кога и не би имало потреба од овие инспекцијски служби, но за тоа веројатно треба да помине и малце време и да се зголеми и културата и нивото на свест на економските субјекти. Во исто време би сакал да презентирам неколку други проекти кои што се од интерес на малите и средни предпријатија. Првиот е издавање на сите нефункционални објекти во државна собственост на малите и средни предпријатија по пристапни цени. Тоа значи дека и во градот Охрид има објекти кои што се во собственост на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, кои што се или нефункционални или неиздадени, по исклучително ниски цени ќе бидат понудени на мали и средни предпријатија. Причината поради која што не се користат сега е скапата кирија која што во моментов се бара, заради тоа што се воведени линеарни цени за сите објекти, така што таа работа ќе ја менуваме и ќе можат по пристапни цени да ја добијат малите компании. Понатака, вториот проект е странски експерти за малите компании. Тоа значи дека секоја мала компанија во Република Македонија може да побара странски експерт во рок од 6 месеци да работи во соодветната компанија, да наведе 3 области каде што смета дека им треба најмногу помош. После тоа барање се разгледува во владата, се одобрува и во рок од 6 месеци добива странски експерт од соодветната област, кој што странски експерт бесплатно работи, односно на сметка на владата работи во малата компанија. Понатака, следен проект кој што е исклучително значаен, субвенционирање на деловните субјекти за сертификација на системите за квалитет согласно познатиот ISO стандард, односно 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000 денари за секој субјект за сертифицирање согласно ISO стандардите ќе бидат покриени од Република Македонија. Понатака, финансиска поддршка за така наречениот HACCP систем, односно системот за кој што треба да обезбеди квалитет во работењето на деловните субјекти. Ќе бидат обучени најмалце 2 лица од секој субјект, една обука ќе чини најмалце 20.000 денари на сметка на државата. Понатака, финансиска поддршка за воведување на така наречениот халал систем кој што се бара во државите каде што официјална религија е исламската религија. Тука 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000 денари ќе бидат покриени од страна на владата на Република Македонија. Понатака, финансиска поддршка за женско предприемништво. Со оваа мерка ќе се субвенционираат предпријатија кои што се во собственост на жени,
над 50% или се управувани од жени државјанки на Република Македонија, преку финансирање на 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари, наменети за набавка на опрема, алат и инвентар, понатаку уредување на деловниот простор, грижа и чување на деца од претшколска возраст во собствен бизнис, значи 60% од трошоците за градинка, но не повеќе од 30.000 денари. Со ова сакаме да ги мотивираме жените во Република Македонија по смело да влегуваат во бизнис. Понатака, финансиска поддршка за новоосновани предпријатија од страна на млади предприемачи до 30 години, каде што исто така 60% од докажаните трошоци, исто како и во категоријата која што се однесува на женско предприемништво, ќе бидат покриени. Понатака, користење на проект за нефинансиска поддршка и промоција на предприемништво и занечиство во Република Македонија. Ќе им се помогне на оние кои што имаат алтернативни извори на финансирање, понатака промоција на обуки за социјално предприемништво, обуки и форуми за женско предприемништво, така наречени B2B средби, промоција и обуки на занечиство, вмрежување, организирање на сајми и манифестации. Исто така, она што би сакале да го нагласиме, а е исклучително значајно за македонските компании, дека ќе обезбедиме нови 100 милиони евра за кредитирање на македонските фирми со субвенционирана каматна стапка од само 5,5%. Овие средства ќе бидат обезбедени од Европската инвестициона банка, како и Меѓународната банка за поддршка на развојот. Нивниот рок на отплата ќе биде 8 години за инвестиции, односно 3 години за обртни средства. Каматната стапка ќе биде 5,5%, разликата во каматната стапка до 7 или 8% колку што се комерцијалните кредити ќе биде покриено од страна на владата на Република Македонија, односно од буџетот. Понатака, ќе се докапитализира Македонската банка за поддршка на развојот со 10 милиони евра со цел поддршка на извозот и земјоделството. Тоа значи дека овие средства ќе бидат на располагање на домашни фирми за две намени. Прво, финансирање на производство наменето за извоз и второ, финансирање на земјоделско производство, откуп и извоз на земјоделски производи. Овие проекти ги презентираме со цел да стигнат до сите оние кои што размислуваат да отворат бизнис или веќе имаат отворено мал бизнис или среден бизнис во градот Охрид, а кои што се поголем број на економски субјекти, вработуваат многу луѓе. Сакаме да стигнат до нив и да ги охрабриме да почнат да ги користат овие мерки, заради тоа што овие мерки се остварливи, се реални, има веќе луѓе кои што ги искористиле и кои што имаат многу позитивно искуство. За жал се соочуваме со ситуација каде што собствениците на мали или средни предпријатија, дали од неинформираност или од немање храброст, многу ретко ги користат овие мерки, така што еве јавно апелираме да ги искористат овие мерки. Отварањето на двете големи фабрики во Охрид исто така ќе им помогне на малите и средни предпријатија, особено од машинската и од електроиндустријата, имајќи предвид дека ќе се потребни добавувачи и подизведувачи за овие предпријатија. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитај целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.